ништо. Брадонче, донесе на кола, млада, кај млада, и ова ништо. 89 годишна возраст. Ба те стрезо, шо пришли весников? Барам си барам трета работа бе Стефче Шобор. Ама нема ништо за мене, гледај. Имам квалификации, имам све, ама ево, сум немал изглед. Ево, за овие сум бил Кој бе? Јас, ево, за овие сум бил премногу дебел. Тие се ненормални. Па дебел си бе, ба те стрезо, стварно си дебел. Па дебел си бе, ба зашто не те бил. Дебел си се, шо? Ти што си дебел не се слушаш, шапаш муабет. Дебел сум бил јас. Ти види каков си ами. Па ќе брадава да сум ја избричал, молим лепо. Ба те стрезо, ти за манекен да не конкурираш. Овие пак барале исклучиво да било девојка, да била млада, да била немажена и да била без деца. Јас нит сум девојка, нит сум немажен, нит сум без деца. Ништо. Тоа ти е, бе те стрезо, класична дискриминација. Да знаеш. Сега тоа е, ние живееме од такво општество, за жал. Ти не дај Боже малку да си поразличен од другите. О, брате, тешко тебе. Искрено ти правам му. И тоа машко-женски работи, тоа нема веќе машко-женски работи. Пример, Софија моја не дозволува ја да платам сметка, не дозволува ја да ја отворам врата, да ја затворам врата, шо има ја да ја отворам, да ја затворам врата. Она си плаќа пола, се па пола, ме разбираш? Тоа е едноставно. А знаеш кои се најлоши? Оние ба те стресо шо ќе видат дискриминација и нема да пријават, нема да реагираат, него едноставно ќе се ја завртат овака главата и тоа е тоа. А реално ја има на секој чекор. И во љубовта ја има дури. Ти еве са, шо мислиш ти за истополови бракови? Истополови бракови. Добро е, ти шо ме мислиш ме толку јас сум конзервативен? Јас од секојаш сум бил за вистинска љубов, да се љубе луѓе, од секојаш сум. Абе луѓе, не те прашувам за љубов, значи те прашувам за брак. Не ми го врти одоколу. И сега за брак. Шо има да се земет? Ако си се љубет, нека си се љубет и готово. Не мора да се земет. Како бе така? Ти шо се зема со Жана? Шо си ми ја земал Жана? Мислиш, јас сакам да ја земам Жана. Ајде, види маре човек. Јас од секојаш сум бил. Вистинска љубов, да. Брак, нема потреба. Среќа, ба те стрезо што твоево мислење никој не го слуша. Зашо бе шо? Па затоа што не може така бе, сега е модерно време, ба те стрезо. Ова не е модерно моја. Уопште не е модерно. Ти сваќаш и дека сега више нема машко-женски работи бе, ба те стрезо, тоа што ти реков преска. Се други работи се модерни бе, ба те стрезо. Еднаквост, рамноправност меѓу половите, разбираш? Мајката, не знаем за ова. Па не знаеш, јас затоа ти правам муавет. Зато сум ја тука ба те стрезо, те научам како бидеш ти модерен. Добро бе, чим ми е таква била. Чим ми е таква работа. Чемо? Ало? Не. Ало? Жана? Шо правиш? Слушај, со Стефче правиме муавет нешто. А знаеш дека јас сум бил многу старомоден уствари? Шо како мислиш? Па така, нешто било сега модерно? Модерно сега ти било, нема ја тебе шо да ти отварам врати и да те частам пијачки, од сега па натака ти одбираш кај ојме во ресторан, ти плаќаш, ти ме возиш со кола, ти ме земаш од точка А до точка Б, ти ме носиш. By the way, чекам малку. Слушај, помини кај 7 сатот да ме собериш, после да, ќе бидам излезен со другарија во кафа. Ало? Шо прекин бе, Дај твојот телефон бе, дај. Како ме разбра, алал да ти ева те стрезо. Алал да ти. Шо сгрешив сега, бе, шо направив сега, шо? Сега ќе видиш шо сгреши, не можам да ти убедувам, сам стануј со Ана да ти објасниме, некои работи така сме поеки. А не ли е модерно сега таа да плаќат јас? Сега ќе видиш шо е модерно, тргај ваму со Ана. А сега пред малце ми рече, сега па не било модерно, па шо сгреши? Не сакам ни да знам шо правиш. Не е очигледно. Очигледно е само дека не изгледаш нормално, тоа е очигледно. Сакам да видам како другите гледаат на мене, разбираш? Абе, другите во моментов гледаат дека се дешават нешто со тебе ненормално, тоа.
Не сте лоши, ама јас ве гледам баш вак. Тоа си дебел. Сакате да ве запознам со фотографка на која што портретите и се мајсторија? Ерина Богоева, таа слика дечки од ЛГБТ популација и трансродови лица. Има топ приказ. Ај влегувајте во такси. Ајде. Ајде, чисто. Тука не можам да го докажам. Влегувајте. Ајде, Родовите приказни низ објективот успеа да ги улови Ерина Проданова Богоева. Ерина, твојата изложба, која што неодамна се случи во Мала Станица, успеа да ни прикаже фотографии на ЛГБТ трансродови лица кои што беа дел од една фотосесија и имавме фотографии кои што за прв пат во нашата јавност беа обелоденети. Зошто имаше потреба токму тие лица да ги ставиш во својот фокус и да бидат пред твојот објектив? Проектот почна многу одамна, почна пред пандемијата 2018 или 2019, не сум точно сигурна, се години не ги бројам веќе. И настана со тоа што во тоа време почна да се организираат драг шоуа кај нас, кои што беа фантастични и уште до ден денеска се одлични. И прв пат тоа го видов во живо и прв пат може да присуствувам, го бев гледано на телевизија и се останато, ама поинако е кој ќе го видиш во живо. Атмосферата е поинака, целиот филинг е поинаков. И од таму ми дојде инспирацијата да сакам да ги фотографирам тие кои што настапуваат, значи самите перформери. Ама понатаму тоа се разви како некоја поголема дискусија. Со текот на времето запознавав многу луѓе од драг субкултурата, и ЛГБТ лица. И беше многу интересно, имавме интересни разговори и посакав, како и секогаш кога ќе најдам инспиративни личности, посакав да ги фотографирам и нив. Добро, како изгледаше подготовката и како успеа едноставно да ги убедиш тие луѓе да ти застанат пред твојот објектив, да се соголат буквално? Немаше многу убедување тука. Бевме, тие ме знаат мене, јас ги знам нив и исто како и со секој клиент кој што ми застанал пред објективот, сакав да им биде максимално удобно пред мене и очигледно им било. И си имавме многу убави разговори, си имавме многу убави фотосесии, колку што на нив им беше удобно, толку им дозволував. Така што немаше никакво форсирање, немаше никакво натегање, едноставно тие што сакаат да се фотографираат, има safe space да го направат тоа пред мене. Дали бевте свесни дека со тие фотографии ќе испровоцирате сериозно во јавноста? Или дали ви имавте наум каков ефект ќе постигнете кај јавноста кога тие фотографии ќе бидат обелоденети? Бев свесна затоа што таа свесност ми беше натурана од надвор, од луѓе кои што ми го кажува, знаеш што сега има многу голем беклеш или знаеш што сега има многу голема реакција. Кај мене ми беше важно да јас сум задоволна од фотографиите, да тие се задоволни како излегле фотографиите. Нормално ни една фотографија не беше објавена без нивна дозвола, значи сите беа одобрени од нив. И мене ми беше тоа многу поважно да е успешна од уметнички аспект од тоа дали ќе има некоја реакција во јавноста. Добра, а како да станеме од оние кои што се отворени? Не знам, мајка ми мене мучеше дека луѓето може да си бидат што сакаат да бидат, нели нормално се дека не повредува никој. И јас не гледам како тоа повредува некој, така што едноставно треба да си ги прифатиме луѓето онакви какви што се. Како што тие се чувствуваат внатре, тогаш такви треба да ги прифатиме и ние. И не гледам буквално ништо лошо во тоа. Напротив, прифаќање мислам дека само носи кон поубаво општество, кон поразнолико општество, а убавината на луѓето лежи во нивната различност. Баш некој ми се надоврза токму на ова. Што научи ти од целиот тој процес? Имаш ли нешто поучно кое што може би се надоврзува на ова твој багаж на воспитување кој што си го носиш? Тоа што го научив е дека убаво е да се истражуваме себе си, да видиме можеби и нашиот родов идентитет каков е и што е, дека не е секогаш дека треба да ја ставим во некоја коцка и во некоја кутија и дека мора да седиме таму, зашто да не разгледаме дали можеби тоа што не учело општеството, постереотипното општество цел живот, може и не е баш така, може малце поразлично и нема ништо лошо во тоа. И меѓу брутализмот и твоите рушење на стереотипите, тоа се
двете аспекти професионални кон кои што се обидуваш да истражуваш и да се изразуваш. Што е она што повеќе ти лежи на срце? Портретите ми се секогаш провалјубов, затоа и почнав да работам фотографија, така што работата со луѓе ми исполнува многу повеќе, а посебно со луѓе од кои што можам да научам многу, таа работа ми исполнува најмногу. А дали имаме реченица од ЛГБТ заедницата која што кажала нешто кое што ти е врежено во глава? Омилениот цитат за тоа не е баш од припадник на ЛГБТ заедницата, ми е од Меј Вест, која што е многу сакана во таа заедница и е дека верувам дека еден ден ова прогонување вештерки во ЛГБТ заедницата ќе биде јако судено, исто како што и шпанската инквизиција судена од денешен аспект. Така што мислам дека тоа говори доволно, дека тоа прогонување на оние кои што се поразлични од можеби мнозинството ќе биде осудено еден ден како постапки кои што не биле во ред. Па се надам дека на тој пат ќе си дозволиме виножитото на Скопје да ги има сите фул бој и под него да праќаме со таксите. Јас мислам дека пубава работа не може да му се случи на Скопје, најискрено. Фала ти многу за овој убав муабет. Ништо, фала ти на тебе. Слушај. Слушај, Тевче, гласов нешто, овој познат ми е на радио, овој не е овој твој Тоа е Дејан Сламков попушти. Save our children. Стално ми слушам подкасти. Он цело време зборува за тоа што ти викаме па те стрезо. Тоа што не можам ја да го разберам, што е катастрофално е. Некој да биде напаѓан врз основа на тоа кого е заљубен. Не можам да си поверувам, искрено ти кажам. Па со шалтери, со седа се за. Добро да таква ни е ситуација во земјава. Ама можам сега да носам на афтерче кај што пушта музика Дејан Сламков па да си направиме муабет. Дале, јас сум за афтер парти. Одиме. Ајде ба те стрезо вози. А Дејан, те зборувавме сега со Стрезо и со Стефан во Комбе и го слушавме твојот подкаст Save Our Children. Баш ме интересира од каде идејата за овој подкаст кој што веќе се емитуваше на Радио МОВ? Идејата првично ми се роди бидејќи сакав нешто да направам тука за нашата заедница, тоест ЛГБТ заедница тука во Скопје или во Македонија генерално. И додека прелистував низ идеи за што би можел да правам, подкастот се роди како идеја. А зошто имав потреба зошто сакав воопшто нешто да направам? Е тоа заради тоа што се осеќах привилегиран јас во мојата ситуација како геј човек со моето обкружување, со моите родители и со мојот живот кој што го живеев, дека далеко се разликува тоа што е, да кажам, стандардот за геј човек тука во Македонија и мислев дека таа моја привилегија треба да ја искористам за да му помогнам на други луѓе кои што не се привилегирани како што сум јас. Во принцип и подкастот е на некој начин пресликување на твоето животно искуство кое што си го имал низот години. Тоа и сакав да биде. Значи првите неколку епизоди се мојата лична приказна или како што викаме coming out на англиски. Со таа приказна или со тие епизоди сакав да дадам до знак дека на тој подкаст ќе бидеме ранливи, дека ќе се кажуваме наши приказни, нашите чувства, ќе разговараме за нашите чувства и дека ќе се бидеме отворени и буквално ќе се разговараме за наши секојдневни искуства. Те наоѓам сега на DJ Pulse, се спремаш за журка, за забава, инаку си програмер по професија. Ама овие твои слоеви не се откриваат транспарентно токму во подкастот, туку зборувате за нешто што беше првенствено ставено на клада во твоето Стојаково и негативната епизода која што имаше токму таму испровоцира една лавина од коментари на говор на омраза на социјалните мрежи, патем кажано, кои што кај нас, за жал, се уште нема механизам да бидат санкционирани. Колку тоа искуство на некој начин тебе те смени како човек? Па јас кога го почнав подкастот бев размислував дека може да има некој си таков негативен фидбек од луѓето, иако фокус групата е нели секако ЛГБТ заедницата, подкастот е за ЛГБТ луѓе, секако било кој може да го слуша, но
темите се фокусирани на што би ги разбрале ЛГБТ луѓе. И бев спремен ако нели се излезе од тој круг дека најверојатно може да се деси да има некои негативни коментари. И мислев дека сум спремен. Значи јас тргнав со тоа дека сум спремен, дека можам ќе го пребродам тоа, да. Ама се случи тоа баш па во Стојаково, местото кое што јас потекнувам. И не ми беше се исто, не можев тоа толку лесно да го пребродам, бидејќи тоа е сепак мојот дом, таму живеат моите родители. И кога се случи тоа да добивам јас закани по мојот живот за нешто што кој што воопшто не бев поврзан, тоа беше чисто само заради тоа што јас сум геј или имам и подкаст. И во сето тоа вклучено нели и подкастот. Да добивам закани за живот, дека ќе бидам натепан, дека ќе бидам убиен, навреди и кон моите. И наспреди тоа искуство во Стојаково, ти имаш одлична поддршка од твоите родители. Тие две ситуации се сосема два спротивни контрапункта. Јас сум благодарен за поддршката со моите родители. Значи и баш за ова тука за сега да дојдам, имав пак некои стравови дека сепак е нешто што не сум го направил до сега. И се слушнав знам со татко ми за на некој начин да го прашам за совет за што како да се справам со оваа ситуација, како да се справам. Тој прво нешто ми рече дека што сега дозвола бараш од мене. Тоа беше првото нешто, ама не, јас не барав за дозвола, туку за совет. И тој нели секако како родител ми рече дека ако се чувствувам анксиозност, дека не треба да дојдам или неубави чувства. А секако дека ова може да придонесе до нешто подобро за самата заедница. И тоа е еден од моментите кај што еве родителската поддршка многу ми помогна да бидам јас посилен човек во тоа што го правам. И така да сум многу благодарен за мајка ми, татко ми, поздрав. Јас сум многу благодарна за тоа што ја прифати оваа покана. Ама сакам да те прашам, удобно ли е да си геј во Македонија денес? Па јас може да ви зборам од моје искуство само. Моето искуство е пак ќе кажам привилегирано. Јас имам створено од свој свет буквално. Значи од родители до работа, до пријатели. Јас не осеќам хомофобија никако во моето, како да кажем, секојдневно обкружување, да. Ама моментот кога ќе излезам од тој бабл, да кажем, од тој свет, тогаш веќе осеќам реалноста на нашето живење тука. Јас и не знам, по улица се ми довикувале секакви зборови. Со партнерот сме пробале да бидеме поотворени во смисла, не знам, за рака да се држиме како и сите други парови, така. Исто тоа било пречекувано минимум со некој поглед, што минимум нели неудобно ќе ви направи да се чувствувате. Второ, со довикување, трето со туркање и со такви некои ствари. И сето тоа влијае. Значи влијае, ќе кажеш еднаш ќе се деси, кажеш окей, издржавме, преживеевме, одиме напред. Деси два пати, ќе се деси три пати, четири пати. И веќе полека се затвараш, се викаш окей, и пред да излез си као окей, ајде да не го правиме ова. Сега моментално не сум спремен за довикување, сега моментално не сум спремен за нешто да се деси. И полека така го осетив тоа кај мене, се затварам кога станува збор за надворешниот свет. А за мојот круг сум многу исто благодарен, кај што можам да се бидам свој без никакви проблеми. И исто еве и тука уште една причина зошто јас го правам тоа што го правам. Значи мене ми е тешко сепак кога ги имам поддршка, да кажем, од сите, од цело моје обкружување имам поддршка и пак ми е тешко. А замислете на луѓе кои што немаат поддршка од родители, кои што не можат да бидат отворени пред пријатели, кои што не можат да кажат на работа. Јас тоа не може да го замислам. Тоа би било пекол за мене. Многу тешко и затоа сакам да направам нешто за да подобрам на тие луѓе на некој начин, дали подкаст, диџеј, створам нели заедница, удобна атмосфера за луѓе. Како да направиме на сите кои што припаѓаат на ЛГБТ заедницата и на трансродовите лица да им биде удобно во земја? Дали имаме моќ во секој од нас? Па да, тоа е првично многу комплициран
комплицирано прашање, ама може би има и не знам едноставен одговор, а тоа е не знам, оставите ги луѓето да си живеат својот живот. Ако тебе не ти влијае ако нечија одлука не влијае врз тебе, тогаш остави ги луѓето да си живеат. Така да, значи луѓето треба само да се делат ова исто од татко ми, значи луѓето треба само да се делат на лоши и добри. Нема никаква друга поделба, истото и јас тоа го мислам. Фала Богу. И во тој контекст, дали виножитото во Македонија ги има сите бои, како што е насловена изложбата на Ерина Богоева? Па, ако ги нема сите бои, тогаш треба некаде да го пријавиме тоа. Тоа е природна аномалија, но не мала шега, се паркавам. За мене, значи, тоа ослободување, значи rebellion на македонски би било бунт, така, било прифаќање, тоа било различност и тоа значи за мене виножитното знаме. А виножитото си е природна појава. Ама виножитното знаме, значи тоа за мене. И многу виножитни знамења гледавме на Прајдот оваа година и во контекст на твојот музички сет има песна која што сакаш да го одбележи овој разговор и пораките кои што ги пративме? Па може Правото од Тамара Тодеска. Мислам дека таа песна убаво го опишува чувството на гордост, а мислам дека чувството на гордост кога го користиме во контекст на ЛГБТ луѓе, тоа е како контра на срамот што е наметнат врз нас, дека ние треба да чувствуваме срам, дека ние сме геј или транс или нешто, и ние сакаме да го свртиме наративот, да кажеме дека нема од што да се срамиме, туку ние сме горди на тоа што сме, на луѓе, горди сме на тоа што сме луѓе и на тоа што имаме чувства, на тоа сме горди. Нема потреба да се срамиме од тоа. Мислам дека е таа добра песна за Батестрезо! Батестрезо! Отвори бе, Батестрезо! Олека бе, шо е работа? Сейф хаус, да не знаеш кај има? Шо да има? Сейф хаус! Знам бе, кај има, шо? Носи ме брзо за еден другар, ми треба, многу итно треба сейф хаус. Да бе, да, секогаш така е, секогаш за другар треба. Абе, стварно ми треба за еден другар. Ана е баш таму сега ќе ни дајте информација, све што ти требите услуги и се... Ајде, гледај. Све што ти можеш да дознаеш за сейф хаус, ќе дознаеш таму. Тргай, Батестрезо, ајде, немаме време, ајде. Ајде бе, ајде, полека, и да му се сневи. Ивана Костовска е социјален работник. Таа работи во шелтер центарот или сигурната куќа, каде се нудат услуги за социјална заштита на лицата кои се дискриминирани. Последните години ги посветува на ЛГБТ заедницата или на лица кои постојано трпат тешко прекршување на човековите права. Сигурната куќа досега ја искористиле 60 мина, а тоа се 60 различни животни приказни. Секоја тешка на свој начин. Можда би ја раскажала приказната за едно младо момче кое што заминува од родниот град заради насилството кое што го трпи дома врз основ на неговата сексуална ориентација од неговите родители конкретно. Доаѓа во сигурната куќа, односно бега од дома и доаѓа во сигурната куќа, нели ги поминува сите процедури кои што ние си ги имаме како внатрешни за сместување. Потоа неговата мајка дознава каде е тој заминат и имавме прилично тежок период со неговата мајка која што се јавуваше кај нас, цело време го бараше, сакаше да го слушнем, се јавуваше на нашиот телефон на службениот. Момчето тогаш се запишува на факултет и нели го поминуваме овој процес со поднесување документи, запишување, први испити, први колоквиуми. Со мајката долго време бевме во конфликтни односи, можам така да ги наречам, заради тоа што она постојано не напаѓаше нас, нели несвесна и со незиниот товар на непоминат процеса, незиново дете кое што има различна сексуална ориентација. Меѓутоа ја одбрав оваа приказна заради тоа што на крајот завршува добро,
момчето нели секако по истекот на неговото сместување се оцелува, живее сам, се уште во главниот град, не се врати кај родителите, меѓутоа он комуницира исто со нив нормално, а мајката е вклучена дури во групата за поддршка на родители, што беше за нас еден огромен чекор дека добро сме ја завршиле работата од повеќе аспекти. Оваа куќа е дом во која својот мир и помош може да го побараат сите над 18 години, кои трпат насилство врз основа на нивната сексуална ориентација и родов идентитет. Мечите се соочуваат со семено насилство кое што е речиси идентично како кај жениве, не е ништо поразлично кај оваа категорија, само што основот за насилството кое што го трпат е нивната различна сексуална ориентација или родов идентитет. Под семено насилство зборам во нашиве случаеви се подразбира или ограничување на нивната слобода, например кога родителите ќе дознаат нешто за децата, ги ограничуваат, не смееш сега да излегуваш, иако се полнолетни и не би смееле тоа да го прават, или им ги зимаат мобилните телефони, им ги проверуваат социјалните мрежи, реагираат бурно на сето тоа. Потоа имаме психолошко насилство кое што исто спаѓа во семејново насилство, со навреди, со закани, со погрдни зборови кои што се употребуваат и кои што се насочени кон децата. И исто така имаме насилство кое што значи бркање од дома, заради тоа што родителиве се срамат што имаат дете припадник на заедницата и најчесто и ги бркаат од дома, односно им велат дека тие ќе бидат срам за фамилијата и ги тераат да го напуштат домот. И така остануваат децата на улица. Сигурната куќа обезбедува домување, храна, помош во реинтеграција и социјализација, како и услуги од правник, социолог и психолог. Услугите се достапни 24/7 за корисниците, но и за нивните семејства. Имаме мајка една од Австралија која што е фактички координаторка на групата за поддршка на родители и ја имаме услугата да секоја сабота неколку часа во денот родителите можат да ја побараат на нејзиниот број да разговараат како родител со родител кој што веќе го поминал овој процес. Така да оваа услуга е исто многу важна заради тоа што родителите многу поблиску се осеќаат до родителката која што ја нуди оваа услуга, наоѓаат разбирање кај нејзе и едноставно тој дел го препуштивме на мајката и мислиме дека има многу подобри резултати. Постоењето на сигурната куќа представува голем чекор во надминување на стереотипите за ЛГБТ заедницата во нашето општество. Но патот е се уште многу долг. Чекорот нанапред уствари е производот на сервисите кои што постојат за лицата. Има каде да се обратат, да се чувствуваат прифатени, а сега далеку сме од Европа со оглед на бројното насилство и со оглед на бројната дискриминација која што трпат припадниците на ЛГБТ заедницата, така да во овој дел кој што е значи обкружувањето, средината и поднебјето каде што живееме, па и чекорите нанапред се малку побавни. Не сте сами. Борбата е заедничка. Стефче, ај затвори очи. Замижи бе. Сега замисли си утопија. Замисли? Шо гледаш? Летно време, градиште, лежиме на лежалката, пече, сонце, попара. Шо гледаш сега? Сега гледам рамноправно општество за сите. Општество во кое што нема различност. И така сите си живееме и различност уствари не постои никако збор, бате Стрезо. Ама далеку сме ние од тоа, бате Стрезо. Па не би рекол баш дека сме далеку. Не сме далеку. Во моментот кога ќе почнеме да се бараме себе си во очите на другите и да се гледаме, тоа нема да е далеку од нас. Вака. Малку потешко се гледам ја во твоите очи, бате Стрезо. Многу се крупни очите, не можам да се гледам. Па те зумирам, бе, затоа ја гледам во душа, бе, во душа те гледам. Бате Стрезо, ајде бе, ладно ме спрзнав. Абе, ајде бе, во душа те гледам.